Пред речиси 25 години, годината кога се родив, беше пресвртница во начинот на кој ги гледаме населението и развојот. Светските лидери на Меѓународната конференција за население и развој во Кајро во 1994 година се договорија дека бројките не се најважни. Она што е важно се луѓето. Тие ја поддржаа агендата позната како Програма за акција на Меѓународната конференција за население и развој, според која поединецот со своите права и потреби е основата за развој. Денес, 25 години подоцна, гледаме огромен напредок во нашиот регион за остварување на целите кои биле договорени во Кајро. Помалку жени умираат при породување. Помалку тинејџери забременуваат ненамерно. Поголем број жени може да направат избор за своето тело, за тоа кога да имаат деца и колку. Младите луѓе се подобро едуцирани и поврзани од кога и да е порано. Мојата генерација има голема придобивка од овие подобрувања. Никогаш порано младите немале толку многу можности, но напредокот е нееднаков и сите немаат бенефит на ист начин. Малцинствата, мигрантите, луѓето од руралните места, лицата со посебни потреби, жените и девојчињата се уште се соочуваат со многу бариери за остварување на своите права, вклучувајќи ги и репродуктивните права. Им се негира правото на информации и услуги. Им се негира правото на избор. Им се негира живот без насилство и дискриминација. Последиците од сето ова се очигледни. ХИВ е се уште во пораст во источниот дел од нашиот регион. Милиони жени не можат целосно да ја контролираат својата плодност, ниту пак можат да носат одлуки за сопствениот живот. Една од 4 жени се соочува со насилство во својот дом. Ова не е прифатливо. Додека ги здружуваме нашите сили во нашиот регион за да ги достигнеме целите за одржлив развој до 2030 година, мораме да бидеме сигурни дека никој нема да биде изоставен. Ова е тешка задача во сите држави во регионот, без исклучок, исток и запад, богати и сиромашни, мали и големи. Сите ние, секој од нас, има улога во остварувањето на ветеното од Кајро и да не доближи поблиску до аспирациите на Агендата 2030. За мојата генерација и генерациите што следат да живеат свој живот и да придонесат кон заедничка цел за создавање на целосно инклузивен, праведен и просперитетен свет.